Задна се 22-то издание на меѓународниот детски фестивал Гроздоберче 2018. Годинава овој фестивал донесе 22 нови песнички со нови изведби и аранжмани. Сите песни ги следеше хор на Основното училиште Тодор Хаджитефов под раководство и кореографија на наставничката Розалија Ристова Бирлис, балетските изведувачи на балетското студио Венус, придружен вокал на CD-то беше Радица Станоева, а електричната гитара на Васко Ангелов. Аудиоматеријалот е снимен во студиото на Компакт продукција под раководство на продуцентот и аранжер Пепе Ангелов. Генералната проба и двете вечери на кои беа представени сите учесници се одржа на 16 и 17 ноември во салата на Домот на културата во Кавадарци. Присуствуваа голем број на гледачи, што беше и основна цел на организаторот, да собере што е можно повеќе публика, со тоа да се покаже дека интересот за Гроздоберче и понатаму трае и покрај тоа што веќе 22 години се одржува во Кавадарци. Порталот Иди види на Телеком само на детските фестивали Гроздоберче и Златно славече им прави вистинска медиумска промоција ширум светот. Така и оваа година, Телеком во ова 2018 година и наредната 2019 заедно со останатите пријатели е спонзор на фестивалот. Се разбира, овде се и постојаните покровители на фестивалот Кожувчанка, градоначалникот и советот на општина Кавадарци, Канал 77 и други пријатели на овој веќе етаблиран и многу популарен фестивал на детски песнички. Инаку поддржувач на фестивалот годинава е Центарот за странски јазици Максима Еду. Годинава покрај домашните изведувачи настапија и неколку други од други земји. Две композиции беа од Србија, од фестивалот Деца певају хитове, една песничка од Роже Црнагора од фестивалот Златна пахулја, а две песнички од Народна република Бугарија, од која едната песничка ја пее на македонски јазик, а едната на бугарски. Идејата годинава фестивалот да биде со европски признак не им успеа, меѓутоа тоа ќе го оствариме в година, вели Зоран Станоев Дейзи, уметничкиот директор на фестивалот. Тоа би значило покрај учеството на веќе споменатите земји во интернационалниот или европски детски фестивал ќе учествуваат и Франција, Литванија, Унгарија, Романија, Косово, Албанија и други земји. 23-тото издание на Гроздоберче најверојатно ќе настојуваме да биде во вистинска смисла интернационално европско, вели Станоев за РТК. Од фестивалот наредната недела RTK.mk ќе издаде DVD издание.